Знам дека ова дел од тој амбиент, тој декор што се вели, ама добро, тоа е баш составна иконографија на сите големи спортски случувања во светот. Подобро и вака па да имаат работа задолжените, отколку да имаме празни трибини, се разбира. Но лошо е што сега летаат факелите од едната на другата трибина, а овде има деца. Тоа не знам како да им се објасни. Тоа не знам како да им се објасни и на едните и на другите. Не знам како тоа да им се објасни. И сега оно што стравувавме, не дека не стравувавме. Не дека не стравувавме. Еве гледате сега и на теренот веќе се појавуваат. Ова полицијата некако го нема под контрола. Ајде со мојата лаичка елаборација, ама овде не знам дали требаше да им се дозволи и на едните и на другите да влетаат во терен, а за факелите да не зборуваме, затоа што веројатно на влез се контролираат навивачи, така барем би требало да биде. Овде има и деца кои што се сега околу нас, тинејџери, и сега што друго да коментираме и што друго да паметуваме, ако може така да се каже. Неспорно е дека ќе се смири ситуацијата, полека се повлекува онаа група комити која влета на терен. Меѓутоа не требаше да се дозволи да дојде до ова, кога веќе се знае од ичкембари ќе влезат нешто подоцна во мечот, требаше да биде подготвен кордон и да бидат обезбедени и едните и другите да не смеат да мрдат. Понатаму не е сепак тоа воопшто наша експертиза, што вели Југо нема да паметуваме, но доаѓаме до малку проблематични мигови. Сега нов бран на комити се впусти овде на терен и не знам зошто кај нив нема, еве дури сега има од полициските сили да го расчиста теренот. Ке треба потоа да се внимава да не има останато нешто на теренот ако се создадат наскоро